Здраво, другари, здраво, крипто револуција. Доста денови, чекай, уствари да видам. Уствари... Две недели ме немаше, другари. Ама, што да ви кажем, 644 прегледи. И лядо ми пишале порака, брат, дека си немате жив, брат, испушти ме. Не сте ништо испуштиле, другари, живи глумците. Толку па глумци немаме ние во македонскиот театар се вкупно, брат. Имате стари видеа, ќе ги гледате. Таа обето, брат, што да ви кажам. Иначе 2 недели што споделуваше се, ново шо е. Славчо успеа со брат му да направи многу јако чудо. Уште не е нашминкана, ама пуштивме ја сега додека нашминка. Може да ќе помине време, али веб-сајто е лудница. Гледам и ставиле и... Че да видим дали работи, дали ги е ставил. Да, директно носи до мојо Twitter профил и до профило на Славчо. Македонија. Тоа е, другарчиња, тука ги имате видео ньюс. Вие можете и на македонски. Значи, ударате, гледате, видео вести, тука, значи транслейт и сајтови е на македонски. Значи, видео вести и си ги имате, гледатели. Имате си ги, пушташ братче, лудница технологија. Многу луѓе се жалеа постари дека кажи го... Значи, уствари, многу луѓе се жалеа, не разбирале англиски, другари, сега па... Што ги се жалите сега? Го видеото, гледате го, Славчо ќе ги посреде работите колку што може. Ќе се додават и нови работи, ќе се направи таму катче за гейминг, мейминг. Ќе се оправа сајто полека. Значи, благодарение на Славчо и брат му. Тука гледате, тоа си дума, чудото, и доле ви иде преводот, брат. Другари, брат, што да ви кажам, сега нема изговор, не може, брат, гледаш, пушта си, гледатели, има си превод, брат. Пушташ тука, преводот си тече, другари, сега, не е 100% нели нај превод, али, другари, за фраканците една страна, ви имате корисни видеа, имате, ќе става повеќе, ќе става Славчо. Сега за сега е едно само, ќе ставаме повеќе, треба да му пратам. И има вести од Twitter и тука си ги, може и на линкот да идете, али тука си ги читате, гледате. Горе си ги читате на македонски и си пратите. Ово ви е како еден вестник. Стануваш, братче, се ви е стуткано право на X вестите. Цапара и си ги пролистате, брат. Гледа колку лесно едноставно. Ако сакаш повеќе да прочиташ, удараш, погледни го линкот и те носи директно на Twitter на линко. Тие што сакат поопширно да речеме. Али гледате, на македонски, братче, преведено, што е многу јако, брат, гледај. Лудница. Нема оков сајт у Македонија, брат, гледај, цапара. Крипто сајт нема. Гледај, брат, чи си читате, разбираш. Сега, брат. Сега во економија, геополитика, уште го немам јас прочепкано. Ово е Славчо, изгледа, да. Што кажуваше дека ќе го објаве. И многу јако го е направил. Преска не ми го отвараш, дали беше паднан сајто нешто, али сега ми го отвара. Другари, сега немам више изговор. Полека ќе се билда, гледам таму и 2-3 пуштија срце ја споделија на Facebook. Страшна работа, брат. Македончето, брат, никако не дава подршка за македонски. И лјадници се кукале, брат. Брат, превод, направиш и превод, сервираш и се живо. Гледај, new users 692. Се вкупно виделе, ако може да го разберам така, 4400, active users е 696, сега моментално има двајца од Македонија,
пролистуват ја страната. Другари, брат, 10.000 минимум треба да дневно да упаѓат и да читат, брат. Ништо не ги интересира. Падне криптото, одма сите не веруваат. Литне криптото, сите веруваат тугај, кој е касно. Другари, се уште си имате ово пак кој ми се одлогира watch листата, брат, најме нервира. Стопирав за најме се виде пасворда. Значи, другари, бро, гледај ово чудо. Ово имаше тука 20%, 30%, 60%. Не спите, луѓе. Бул маркет ке има. Оставете вие тие приказни рецесија, криза, нови ковиди и други фантазии. Шо е да има, бул маркет ке има. Другари, месец време мене многу ме нервира, пак ќе кажем, што не улавате у коментари, па ако ќе пишете у коментари, пошто се плашите, и само еден беше пишал, дечкото, сега да не му се враќам на тоа, ќе паднал биткоино, ќе сме загинале, сите му пишавме, и ја му пишав, и Славчо му пиша, и вам му пиша, и други му пиша, образложение да даде, ништо не пиша. Значи, има испади такви на луѓе македонци, знаеш, возбудат се и брат, ќе падне, видат падне там биткоин на 90 и нешто илјади, ајде, на 50.000 ќе одил. Другари, оставете тия фантазии, брат. Оставете, не падна на 50.000, не падна на 60.000, Ethereum не се врна на 900, Cardano не се врна на 0.00 ки бил, Chainlink е паднал на $1, Stellar ке паднал там 0.0 неколку нули, Polkadot ки изчурел немало да постоje, Official Trump, нели, Пандорината кутија дури беше видел 17%, VeChain ке загинал, еве го уште тука, KuCoin, Gala, Jupiter, другари, Sandbox беше и 20% едно време. Axie Infinity беше исто 25%, Ronin беше исто 20 нешто проценти, Melania не ја пратам, чисто е стајана да гледам само. Smooth Love Potion беше, Star Atlas, овие беа, се живо беше изполитало по 20. Не. Другари, колко и да не верувате, 25% брат ще е пари. Оставам на вас, како и да е. Дај да разлистаме да видиме на Twitter шо сме испуштиле. Другари, 2019, ако сменевте вашата куќа и идевте да живеете кај баби, кај дедови, сега ќе бехте мултимилионери. Че ја неам, јас тоа што го имам, го заложив у банката, ама не ми дадеа таков кредит. Јас сиромашки од Македонија сум со мал апартман. Еднособен, не сум со куќе од по 200-300 илјади евро. Сред бел, јас извинувам, сред бел ден ми се спие 6 сато пладнене уствари. После пладне. FTX, другари, значи сега кои сме мај 5, така ли? Да. Овие па Microsoft шофа се бламират. Значи, другари, сега сме 5 мај, FTX, Recovery Trust, 5 билиона ќе дава на кредиторите, втора рунда, машала. Значи, мај 30 очекувам да има биткоинчо, ако не изманипулират овие гнасите од Wall Street, очекувам биткоин да отиде и 110.000. Ки иде 108, фейк малку така, нешто од 2000 да падне да речем и треба да иде 110.000. И чекаме го Трамчо да даде зелено светло. За да за да да се активирам. Да даде зелено светло. Чекай, другари, само ќе паузирам за кратко. Уствари што ќе паузирам за кратко, брат. Ќе ви покажам новио, каже го, играта на Star Atlas колку побрзо оде. Гледа колку брзо се стопира. Ово е мојата огромна флота. До сега нема никој поголема флота. За просек 2 минути, ако не се лажам, ми треба да си ја сопрам флотата. Сега, натаму ќе биде уште појако ќе се гледа, разбираш, уште ќе го средуват. Али само да ви покажем колку е, тука е новото рефреш копче, да знаете. Колку брзо иде, за разлика од понапред 10 минути се мачев да ја пуштам. Гледајте, братчи.
Дури и Solana Network алал е како имплементира нови работи. Гледај брат, Solana Network исто лита. Добро е, али и играта гледате колку брзо лита. Гледај, 4 флоти, пред тоа беше невозможно 10 минути па рефреш, па овоа, па оноа. Че само да проверам дали то нема, немам да ми е исклучено тука, има, окей. Дека беше, еве тука пунеме колку гориво треба да ставам, 5766 храна треба да ставам. Значи у каргото ставам 5700, тоа е 2% ставам во. Они одат копат хајдроген, тие се потрошат тамо храната од каргото и за рестото се напуне хајдроген и после си го крафтам. Гледај брат, ша кажам брат, лита. Много ми се свија и повеќе изгледа. Сега малку повеќе влече, нели? И потражи по-добар компјутер, али може скрос и на слаб компјутер. До сега не се никој пожалил да е. Али Славчо чекам да го прави програмата, за да ми копа автоматски, изгрешив тука 93. Чекам автоматски да ми копа, за жал се од тугај на 30 минути морам овака рачно да ја пуштам. Имам аларм ставено на телефонот, го слушнавте. Тука треба да направам рефреш, за да ја прифане храната, пошто тај рефреш не ја фаќа, Connect Wallet. Брат, гледај за колку брзо, брат, и уште побрзи ќе станат. Ова се ми е до интернету. Гледаш, цапа, рапа, welcome in America. Нели ги од оно дове? Undock заборив да идам, брат, јас сум цар. Рефреш направив за джаве, заборив да отидам Undock. Гледаш, Undock направил на флотата, колко е брзо. Ово е майнинг секторо, Sage Labs, ви го покажувам. Гледате тука, флотите не сам ги уклучил, нели да нема надо, имаше, иначе има и лядници луѓе што играат, гледаш тоа живо, само ги гасам, нели да не ми зимат. И еве тука BAP, Initiate Mining, цап. Гледај брат, лита, сега Solana, да не се одуруци, братче, гледај. Видеото не е за играта, рандом е, секе зборам, само да си активирам флотата, да не одам у загуба, брат. Проверам тука, цап. Тоа е. Пуштена е и враќаме се, само чека да ставам аларм на телефонот 31 минута. Значи 31 минута треба просек целата флота да ми скопа. Да ми скопа и да ја докнам. Да се надевам дека се е окей со тоно. Другари, на мај 30 ќе има, значи нагоре сигурно нешто, значи трупајте си, bull market ќе има. Еве го новио овоа. Сега не може да го зголемам, не знам братче да не ме додуша ово од Twitter, де. Али аје. Се побрзо и побрза, појака и појака графика. Вие си го гледате сами видеото кој сака, али мапата се гледаш, црта се повеќе и повеќе се зголемува, се живо се прави, тоа е новиот патч, уште појака е, ќе ви покажам следното видео, shotgun, mundgun, гледај го ово чудо кукаве, гледај го брат. Ово ме разочара. Пред еден месец не се ја хакнале, чека да не ме деконцентрира, не се ја хакнале, туку некој ротен Apple, како што кажаа на америчките овоа, ама пред месец имаше драма, нели, со Трамп, со рецесии, со чуда, со Кина, и овие гнасите од Coinbase скриле дека да нема паника, нели. Денеска малку и како се објави за тоа падна биткоин и другите крипто у паника, ама па Wall Street напумпа, разбираш, за да издржат, разбираш, да не падне биткоин на 70.000, пошто тоа е сериозно Coinbase да пријавува вакви работи. Значи Coinbase пред еден месец хакерите успеат да понудат, како што разбрав до сега, мито и дватрујца или не се знае колку, се да деле информации, например, не се хакнани, нема оноа уствари, мислам, не се знае дали некои се излажале да одговорат на повик да се јавуват, нели, тие вработеници се да деле што се корумпирани, се да деле број, имейл, име, презиме, и овие хакерите са контактирале некои сигурно поголеми, така што имат повеќе волети, што имат повеќе крипто што имат волети, и са ги излажале дека се они, стариот трик, овие сигурно си деле сит фраза и са ги собрале, ама Coinbase кажа дека тие ќе ги искишира,
Значи да знаете на никој, брат, не само Coinbase, брат. Јас за тоа секојаш викам дека најдобрата е Binance берза, ама ја забрани во Америка за жал и баш неколку пријатели околу 10 од Европа ме исконтактираа, брат, која берза пробаа. Немаше Binance, не можеа да направат, па Coinbase направија, па и пишав луѓе, внимавајте, значи нема да одговарате на повици. Никош од Coinbase или од било која берза нема да ви се јава да ви речат брат дај сит фразата, нема да ви пратат мејл да речат дај брат сит фразата, нема да ви пратат текст меседж да ви речат брат дај сит фраза, пасворди, масворди, дека они демек не знаат како да се логират, такво нешто забравете. Значи користите си Coinbase, ако нешто е ќе ви исплатат и тоа е тоа. Никаков контакт со луѓе на Discord, на Twitter, на Telegram, на Viber, на ништо, брат, на Messenger, на ништо не контактирате со луѓе да давате сит фрази или ништо. Coinbase од таму имат систем, такво може да пратат се што се дешава. Никош нема да ви тражат пасворди, ниту состојби, ниту ништо. Така да страшно сум разочаран, таман биткоин иде, а ако ово се објавеше пред еден месец, баш тука кога биткоин литаше и беше се позитивно, ќе беше многу негативна вест и ќе го струшија биткоин можда и до 7000, брат. Има се повеќе и повеќе луѓе се уклучуваат у Star Atlas, следете го мојот Twitter. Има се повеќе и повеќе, кажи го, борби. А еве тука кои игри се најтака актуелни. Јако што ви кажав луѓе, еве нели Star Atlas е една работа, ама ви кажав Sandbox не е умрела. Така да тие што имате токени не ги продавајте, ќе чекаме bull market. Че јас големам да видам што. Типу со бомба направи пепел. Не знам дали видовте многу брзо почна видеото. Гледај бомбата фрла тука. Брат. Другари, оваа пуцачина ќе биде многу јака. Оваа брат пуцачина ќе биде многу јака. Тоа истото ли е? Зашо го имам два пати? Чекај бе, леле, шо ќе испуштев бе, леле. Чекај, KG брат, јутуберо, што снима со сати крипто гейминг и што објаснува за игрите, е шокиран од Star Atlas колку е добра и тука повикува нели да се играе. И дека беше сега тоа дека беше мустачето. Мустачето беше пишал и он дека ќе се уклучи да играе. И не ми е јасно на кој линк. Типо го следат 143,000, тоа е многу јако за Star Atlas. Играе по 5-10 сати. Шо правам ја, бе, брат? Мустачето дека му беше пишал, бе. Мустачето му беше пишал. Исто јак канал. Нема го сега, да не ја тупам. Беше пишал дека стигнав. Беше му пишал дека и он е да се уклучи. Да, брат. Шо биде се? Гледај, замрзнува ми мистериозно. What? File in use, бро. Замрзнува ми мистериозно замрзнува Brave Browser со комбинација со OBS Studio. Братче, многу јаки крипто гейминг, од крипто гейминг заедницата се уклучуват, супер е тоа. Има јаки награди. Дека беше друго нешто. Да. Новиот пач ја го тестирав, многу побрзо иде пуцачината. Тука друго што сум споделил, другари има исто какви колективал, тие што разбирате може да најдете нешто и таму има профит да се изваде. Али свиѓа ми и тоа па колку пат сум го споделил, бе, брат. Па ми замрзна, брат.
Twitter ли има проблем, Brave ли има проблем, не ми е јасно, брат. Не знам што толку обиз го кочи. Тука имате UBS банка, се уклучува во крипто. Гледај, другари, мај 15 сме денеска, на мај 14, братче, економијата се развива за скоро, братче, 9 милијарди, братче, се потрошени во кво? 9 милијарди скоро гориво. Значи, Устур се потрошиле 3,1 милијарда, они се 3,4, мат луѓето најмалку се 2,4. Што значи тие 3.000-5.000 играчи што сме, ба ги ми копаме, братче. Трамп донаса паречки за американските компании, значи Golden Age е точна. Тука па се собира, нели, да ударат Star Atlas. Тука малку конспираси, чека да тргнам, не да ме блокнат. За сапорт кочени исто поддршка. Леле, лошо. Сега, браче, видеото на YouTube, бејки YouTube нема да го забележи, тоа беше еден од повредените другари, од кочени, мислам дека е страшна работа. Ја не го бев споделил на Twitter, на друго место го бев споделил, али да се надејам дека YouTube нема да го забележи и да... Јас изирам, али гледа, цел ден седам на компјутерот, ниеднашка не се прозевав, брат. Седнам на компјутерот, брат, и ми текна, брато, за... што ме зафркаваше дека ќе пие кафе за древно подкаст за кафе и мозоко автоматски, брат, ќе си тражи кафе. Brave интеграција направи на Cardano, што е многу јако. Јас си го користам Brave-чу. Многу оддавна ви зборам за Brave-чу, ама не ме слушате. Нема гледате, нема реклами. Значи повеќе луѓе се уклучуваат у овоа, каже го, Star Atlas. А чеки, други работи имав. Овоа, другари, ме беа прашали да коментирам. У Франција, знаете, имиграцијата е страшна работа, таму на тие луѓе не и се работи, полесно е да изрент коби, да киднапират, да прават мафијашки работи. Иако у последните 15 години у Франција има сериозна мафија од различни националности. Тука пробат да киднапират роднини, керката во ствари на типо што има компанија со крипто. Али, и да киднапира, и да сече, и да даеше тај крипто, да знаете дека ќе ги фанат, брат, не знам, знаат да најдат за крипто информација, мислат дека ќе го исперат тоа крипто, дека ќе гадно се лажат. Бутан беше на 13 мај првата земја со фул интеграција за туризам, криптотуризам. И тоа Binance Pay, што е многу јако. Binance, брате, машинерија. Тука ми беше многу јако, гледате, другари. Баш го најдов видеото и да ми вика, брат, тие игри, кој обрке внимание, ово, брат, 2021 е видеото. Уште 2021 следат дечките. About a subprime mortgage crisis or the metaverse equivalent. I guess what I'm trying to get at here is, do we have to still remember it might be a new... Чева да го намалам као демек многу лоша навика имам. Демек го коментирам, нели? For example, in real estate, what is the number one rule of real estate? Location, location, location. That's, I assume, the same in the metaverse. Number two, debt. Take on too much debt and your investment can't pay off because your rental income can't make it. In other words, the subprime mortgage crisis. Do we have to ground our metaverse enthusiasm with real life practicalities? Well, of course. I mean, this isn't my first market cycle I've lived through, and I was around for the internet boom as well, so I understand that there Уствари, is always... Што ќе филозофирам, другари,
на CNN кога се појават оквир работи за криптогейминг, дека тај метаверс ке се граде, тоа не е без причина, другари. Тоа ви е, кој да ви кажам, тоа ви е дека сериозно братче ке на елитата и покажуваат, значи елитата гледа CNN и си викат брат, ако тие игри се појават на CNN, значи треба да се купе некоја таму да се купе некоја земја по тие игри. Јас извинувам, нервирам се со ово образование. Паѓаме концентрацијата. Значи, ја имам доста уложено у Стар Атлас и да се надевам да ќе направам добар флип да си уложам уште повеќе. Храната иначе, другари, да речеме, многу луѓе ме прашуват, другари, ово пред 2 месеци, сега па, ова е тактички направено е ден, пред 2 месеци тоа беше 0010. 3010. Пред некој ден беше 3019. Другари, да за $1000 да... гледај. Десет беше, така ли? Милион. За $1000 се купуваше милион храна. По 0.00. Сега е 17, ама овие денови беше 19. Како сменија баланс има, многу повише трошат флотите храна. Другари, $1900. Ја па шо сметам, брат, тоа 0.0. Сака да пресметам, и јас сум математика, шо да ви кажам. Че $1900. Така ли, другари? Тука е 1700, 1800. Значи, 700, тука е $900 кој беше 19, $700, $800. Брат, сега да ми кажеш ти на игра да купиш за $1000 храна, да направиш $900, брат, $900, извинявай, ама ќе запалят авионово лето кието Дубај, 10 дена, феноменално, 4 звезди хотел, брат. Сега, ки ми речеш шо тие игри, брат. Следете, луѓе, следете. Тоа дури беше едно време all time high храната, сега ќе видам беше all time high беше 3018. А беше пред некој ден стигнала 3019. Значи можда и уште повеќе дојде нагоре. Муницијата беше all time high. All time low беше all time low е 3014, а all time high беше 3030, брат. И таму има луѓе што прават пари. Toolkit исто беше и Toolkit го немам запишено тук. Не знам Toolkit деко имам запишено. Немам го запишено Toolkit, ама и Toolkit ќе отиде. Овие уште се човечињата се на $3.16 и тука има кој може колекција да направи. Друго шо има, па го тргнале биткоин. И Мандра почна да го дава у гейминг. Браво. Ево, крипто стаче, ама ја го викам мустаче. Значи типчето ќе се уклучи исто, колку е стигнал? 97,000 го пратат. Значи гейминг канал со 97,000 у крипто е сериозна бројка. Ще видим тук што се дешава. Но во го дава и секви игри, не го дава само криптогейминг, затоа Мандар ми се појави. Али зашо го нема тука биткоин го тргнале? Како и да е? Другари, тоа е, например, видео да правам сега да има нешто стварно интересно, тоа е мобето. Ние, ќе ги гледате да не ја тупеме,
Разбираш, треба повеќе се уклучам да правам гейминг со Star Atlas, другари. Там може да се удари джекпот. Там може да се удари. Шага дава, дека беше. Ко се пишуваше Шага? Шага, другари, кои имате слободно време, брат, и добри компјутери, брат, шо е работа со мојо ово, кажи го, компјутер. Еве, Шага, на април 13, другари, дали имаш 100 или 500 илјади followers, кој сака да онаде ќе пише и ние туку групата ќе му помогнеме 100 души да на рока, да речеме, ако да речеме просто е тоа критериум, некој си просто кажано. Другари, пролистајте го овоа, ја ќе оставам под видеото. Тоа е завршило. Штета. Бев пишал, ама тоа е. Другари, следете овакви работи. Вие можете и сега да правите. Награди, чуда, ја планирам, ви кажувам да ја игравам Star Atlas. Бејќи нема нешто да ми скочи натам, наам да треба да одам, пошто тука станува стварно жусто, треба да идам да си извадам. Колку и да го одбивав македонскиот пасош, северна, не северна, за жал не ќе да мешам политика у групата, али мора да имам да извадам. Затоа што не дај Боже да ме речат добро кам пасош и неам и може да ме струпат 15 дена у притвор па и да ме депортират, што се вика, затоа што неам пасош македонски веќе 7 години. А сега ги стегат работите и ја имам америчко ID, возачка и такс ID, ама сепак пасош си требе, и нели ја не сум амерички граѓанин, фактички јас сум македонски граѓанин и кога ќе потражат нешто или ако ми речат ајде заминувај, а ја неам, значи може да биде жустро. Ама па тие под амбасадата па не ми се не јавуват, што е уште полошо. Така да пак и се јавам. Тоа денеска шо сме? Уствари, братче. Четврток. Значи утре, чека да запишувам па. Да не забравам па и да се јавам. Да се јавам затоа што треба да идам да извадам пасош, другари. Ќе треба да идам до Джерси, да извадам пасош, да имам и ако нешто ми речат оди си од Америката, пред бул маркетот ќе треба да си одам. Да се надевам дека ќе тие од нашите там мизерни ќе ми дадат побрзо, ако не лошо. И планирам да си играам, братче, Star Atlas, многу, братче, сакам да играм. Се дури ќе снимам како играам едно видео. Тоа е, другари. Друго што има, Крипторас ви го преведува самата во какво кажи го, самата страна ви го преведува, вебсајто на X-Вести. Другари, дај на Facebook, споделете, помогнете на многу луѓе постари што да читат за крипто, да се информират, да ја рестартираме таа Македонија, другари. Да ја рестартираме таа Македонија со ово. Че да имам тука има ли нови вести? Нема. Треба да ги одобрам. Сајто, еве, полека расне. Треба да се споделе, да се надевам дека што повеќе луѓе ќе читат и ќе бидат активни, па ако се направи профит, сум кажал, уште повеќе ќе се развива. Ќе има и награди и се за сајто, значи споделете луѓе, споделете на вашиот Facebook, споделете на Instagram, споделете на Twitter, копирајте ја, кажи го, копирајте го вебсајто и што толку па работи ми се отворени на мене не ми јасно. Копирајте го вебсајто и ја треба сега да го додадам Криптореволуција доле у тоа под видеото. Копирајте го, постирајте го на Facebook, на Twitter, на Instagram и може таму до краја, кога ќе е добар bull market, кога ќе закачам дека промовирате сајто,
Може некој да си лапне и награда некоја, брат. Или у крипто награда, париш награда, у Star Atlas Gaming некоја награда, бродче. Не бидете севични. Моментално додека брмнем само што да го изгасам овоа, гледај го, браче. Биткоин иде 104.000. Значи, иако од Coinbase негативни информации, сега сигурно сите се ставиле дека ќе падне навале на 90 нешто илјади, али оно иде нагоре, браче, така да 0,61% за 24 сата, па ги собра сите. Другари, гасам се, после 2 недели ово и не е лошо едно видео вака да има. Ке се трудам да снимам почесто, али шо да снимам? Разбирате ли? Дадете идеја. Шо да снимам? Нема, брат, тие се токените, само чекаме трупате и чекаме да кешираме. И тоа е. Чао и поздрав и не забравајте да споделите.